Почитувани македонци, почитувани слушатели, денес се наоѓаме во домот на Велика Поповска, една особа од децата бегалци, она македонска трагедија во егејскиот дел на Македонија. Велика, добар ден. Добре ни дојдовте, мило ми е што ми сте гости денес кај мене. Да, ви благодарам многу. Да, особено интересно е затоа што овие години што измина, трагедијата од децата бегалци веќе заминува и со самите деца бегалци, заминува и македонската историја. Вака имаме можност сега да ја забележиме и да остане тоа за секогаш, како еве во колата кога бевме рече дека многу држави, многу гробови од твоите роднини. Од кое место сте и кога сте родени во егејскиот дел на Македонија? Јас сум родена во село Долно Котори, околу Леринска, околу 8,5 км далеко од Лерин. Родена сум 1946 година и кога се родив на 3 недели, татко ми го зедо и остана без татко и премина границите. Сака да го убијат. И замина, остави мајка ми со 4 деца. Погласно малку. Брат ми Александар Поповски, покојниот брат и те почина. Сестра ми Катерина, сестра ми Радка, двете се починат и само јас останав жива. Вие бевте оставени дома, вашиот татко замина во партизани. Што се сеќаваш во тие, секако си била веројатно многу мала, 2 години, да се сетиш од детството нешто? Од 2 години наваму се сеќавам многу добро. Татко ми не отиде партизан, го зеда, сака да го арнаути го накодошија во селото. Тука сме имале оружје. И го зедоја и сака да го убијат сред село. И избега. А кој го зеде? Арнаутите, грците. Арнаутите нели се албанците? Ами арнаути имавме таму што го предадоја и се на грците корофилаци ги викале. Го зедоја и му избега кај одеше, рече опиноко да го врзам и му избега од трите, пука па него и тој премина границата, замина. За Југославија, тогашна Југославија, Македонија. што памтиш од тоа што ви кажуваа вашите родители, братот Александар? Еве особено Александар учествуваше вашиот брат и во војната од 46-49 година. Но тој беше како куриер, никој не знаевме дома. Кога избега татко ми, имавме пари, татко ми има видено Австралија. Ма не може во војната да мајка ми да расипи. Брат ми беше 14 години, сестра ми 13, 6 и јас бе беби од 3 недели. И брат ми Александар се глави момо во селото, и паш селските говеда, за да прави пари. Ама во тоа време имавме магаре и тој го носеше да го товари. Го товарваа други партизаните и писмо пише и става е во самарот на магарето и тој кој еше Лерино, ма го растовара, му дава пари. И курир беше за доста време. А сестра ми одеше по нивието да биде класија. От немавме ништо за да толчи мајка ми за да не храни. За јадење? За јадење, мајка ми не ме сисаше, не доеше бебе. И така тераше до 48 година и после ги зедоа децата, ги собрале. Јас бев 2 години. И зедоа сестра ми средната, покојната Радка. А каде отиде таја? Во Бела црква. И брат ми го зедоа во Бела црква. Не знам колку време беше тој таму, само знам, ти напишал писмо на сестра ми под перница и рече: Раде да ме чекаш, ки се вратам назад. Другата сестра и другата? Другата сестра остана дома, ама кога береше класија,
се дупнал нешто инфекција на ногата и ногата само се ќе има сече. Затоа не се доја. И така мајка ми одеше разготка на нашите тоа и брат ми го зедоја. Пред да го избега татко ми, брат ми го зедоја. Го зедоја грците и многу бојно дадоја го тепаја на горва шајки во ноците. Зашто да избега татко ми да каже што имаме дома, дали вистина имаме оружје или не. И го претепен го пуштија и така тераше 2 години, вели на мајка ми свака не можам повеќе. И замина за Бела црква, брат ми се врате. Че ќе се вратам, сакам да бидам партизан. Се врате назад. И сестра ми падна многу болна. Се врати во селото или во планините? Но во планините партизан не го знае, мајка ми никој не знаевме ништо, ни кај се ништо. А тоа време Црвен крст ги избираше децата. Тие не беа деца бегалци, тие беа деца прогонети. Од војната, од грчките власти, нели? Да. И јас седев, имавме куќе геското, секој до мене и во Деленците напред сред село одев тамо. Со кученцето и седев пред вратата на мојот. Каде вас ве преселија, на кое место? Ние си седевме, јас бев во Котори. Останавме со сестра ми болната и мајка ми, бевме во Котори трите. До кога година? До 54-та, ама татко ми отиде Значи, вие преживеавте војната? Да, и тамо бевме, јас тамо на школа одев, ми го има сменато името, се викав Паскалини Папа Димитрију. И брат ми и јас само го видов војник, партизан. Со куќето кога се седевме кај Деленците, седев надвор, и куќето го позна брат ми. И оде да го трга за панталоните. И тој ме погале и ми велика, овие чорапите да ги однесеш на мајка ми. Мајка ми болна не имаше платено. Аз не зборував многу, 2 години. Јас со куќето се трчана, отидов на мајка ми. Мајка ми си рече, отепа ние, вели, кај брат ми, не може. Сум викам, бате, мама, бате ми ги даде. Ама тие беа многу голема колона. И кога преминува реката на мостот на мајка ми сестра, тетка ми Силма го виде, за да не пати детето бело, брат ми, да изведе шамијата, даде знак дека го виде. Иди дома, мајка ми разеше, син ми отепа, ни та рече жив е, партизан. Тоа беше. Околу животот ваш како беше во тоа време, за време на војната? Брат ми го замина партизан, мајка ми се до затвор, јас останам со сестра ми болна мала дома. Мајка ти ја затворија? Мајка ми ја затворија. Која година? Од кога зедо брат ми 48, од кога замина партизан, брат ми кога научија партизан, татко ми избега сестра ми во дом, ја ставија затвор. Ние останавме двете сами дома. Со сестра ми таа кривеше многу, беше многу болна. И одевме да ја носиме, памтам како денес, јадење. Во селото се вика Мала, не знам на грчки како е. Секој ден. И како одевме там, и еден мал прозорец, мајка ми ме виде, јас многу плачев. Вика, зашто плачеш? Мадам Блондес. Немавте да јадете ништо? Мукам на дој, на цица нема могла да се. Мораше назад да се вратим, оти само навечер, веле маневри прат, војната, тогаш бомбардира, требаше со време се враќам. И така многу време тераше, и памтам се сам и памтам, онда го не може да кренам мала. Многу се измачивме. Кој ве гледаше вас кога мајка ти беше затвор? Сами се береа поќе жени од селото на куќа, нашите роднини, сите бевме таму. И така тереше после по војната. Вујко ми од Америка пуште на мама брат. На татко ти остана во Југославија? Во Лесковец. Татко ми во Лесковец.
брат ми во Ташкент, сестра ми во А кога Белоцрква. замина Александар во Ташкент? После граѓанската војна го префрлија во Албанија, отте со параходи носеа низ Источна Европа и тој заврши во Во Ташкент. Ташкент. И после се врате назад во Битола? Ние со мајка ми не сакаше појќета сама, напуштивме 54 година, заминавме за Бистрица во Републиката. Битолско. Но Битолско да... Јас не знаев татко, нема викнато тате до 8 години. И тогаш беше колектив, имаше Орис и чуваше и Кременица кој заминавме, многу турци имаше во тоа селото Кременица тоа време. Да. И сестра ми го позна татко ми после 8 години. А како стапивте во контакт со вашиот татко? Со телеграма мама, оти се не се допишува, пушта писма. Брат ми научивме жив, во Ташкент пушташе кај дедо Цоли на дедо ми брат. Ни пушташе, знаевме дека е жив. А татко ти знаевте? Не знаевте? дека е жив? Знаевме и за него дека е жив. После ми тој пушташе жито таму, плаќаше жито да ни дава. Ни пушта помош, знаеш. И така научиме се, некој стигнаме Кременица, сестра ми го позна татко ми во Кравари. За една минута се стануваше тогаш. Да, Кравари. И вика, ето го тате на мама. И тате, и јас избегав. Се уплашив. А тој многу висок човек. Црномањец, не беше причен. И тате, јас во Турците се скрив. Не сакам, се плаче. И се поздрави со мајка ми, сестра ми вика, кај чупето? И ми вика, не сакам тога. И така, и се не стигнаме до Битола, во Бистрица не чекаше сестра ми, татко ми од Белоцрква имаше замену. Отидовме таму, роба наврат, излега сестра ми, мојке татко ми. Ова е мајкат. Та бегаш од мајкат, не знаеш. Јас бегав од татко ми тука. И така. И како се собравте после? И бевме сите После заедно и 57 година брат ми се врате околу октомври, ноември, не памтам, се врате во Бистрица. Од Русија се дојде со мало женец, со мало чубе Мирка, лекар во Битола. И така се собравме, а сестра ми дојде овде, пред да стигне брат ми. И не бе видени, јас кој дојде со брат ми за свадбата на Чули, на ќерка ми. После 40 години се сретна. Татко ти каде е погребан, мајка ти? Мајка ми во Бистрица, брат ми Битола, сестра ми, татко ми во Белград. А во Белград се тие? Таму се закопани, оти немаше кој да гледа татко ми и сестра ми го зеда да гледа на стари години. Сам беше во Бистрица, немаше никој да го гледа и 3 години живееше и ста го погреба во Белград. И сестра ми Белград и сите се. Овде колку имате во Австралија? Ова не старата сестра, што дојдов овде. И тука е погребена. Ова е дела и по мен бака горе во планината е погребена. И така. Значи, како што спомна и при нашиот разговор, многу држави, многу гробови. Во секоја држава по еден гроб од фамилија. И сега да не смем да одам да си го видам родното село. На Како црна не, листа. забрането ти е да одиш? Последниот пат нема пуштија, а отидов на граница и Која година беше? 12 година, 2012 отидов со братучет кај мојата доктор на граница и не ме пуштија да до црна листа, дека никош нема да влезам, зошто сум ќерка на Коста Попов и зошто името ми е Поповска Велика, не Паскалини Папа Димитри. Заради тоа. Го ти пашапорто не пишува на грчки. Да, те требаше да бидеш спрема законот од 85-та, 6-та година да бидеш гркинка, така? Ја, и
ме врати, плачев многу и ме врати, имам документ тука црна листа дека никош не може да се вратам нас. А отидов ке сестра ми враци, почина таму и кога отидов на граница, ме врати од границата. На грчки изборува или македонски на граница? На грчки. Негочани, е? На еден, на Кременица тука. Да, Негочани. Не, Негочани таму е, како се вика, заборев, Пандо, Ашлаков живее таму. Да, тоа е во Вчарани. Во Вчарани, тие се сите близко. Но на грчки еден, таму кај што бев, јас му реков на него, знаеш македонски, оти не ме зборуваш македонски, оти ме мачи. И реков, ево све, а листата ќе ви дам, пашапорт, ташна. Само пуштете ме 2 сати да го видам каде се роди селото, куќата не ме остави. А се сеќаваш на куќата на... Ами бев ја 70 фамилиарно, бевме се бев... 91 кога бев Пампенбрга, крстите ме отидов преку Пири и на граница ме праша, знаеш грчки? Молам, не е да по грчки. И ти мела, кало корици, ова добро чупе, пушти го, одотме во Солун. Во Солун некој не украде све ни зеде, останаме само со документите. И влегов се на вториот пат кога влегов да отидов пак, отима прва брачеда, тетка ми, татко ми сестра, отидов таму, на враќање, внукот ме враќаше и му рекој, него му дадо писмо, ако влезам уште еднаш ќе ме стават затвор, ова беше уште 91 година. Добро, тука Тоа е. да завршиме со приказната. Ете едно од македонските тажни истории, почитувани македонци. Сметам тука дека доволно информации собравме околу децата бегалци, а и војната во Грција, која се водеше од 46 до 49. Многу ме боли, најмногу што умрам и не можам више да се вратам таму. Тоа многу ми е жал. И затоа сакам сите да бидат обединети, сите за едно плачеме за Македонија. Обединете се, сакајте се македонки и македонци, каде и да сте. Ме поздравувам сите.